Добра вечер за Прилеп, добра вечер за прилепчани. Добра вечер за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за премиерот Груевски, за министрите. Добра вечер за кандидатите за пратеници предводени од вице-премиерот Ставревски. Добра вечер за градоначалникот. Добра вечер за сите присутни. Драги прилепчани, морам да искажам огромна благодарност за огромната поддршка во првиот круг. Благодарам. Благодарам што сте на листата на победнички општини. Ги има многу. Благодарам што придонесовте за 450.000 гласа. Благодарам што направивте разлика поголема од 120.000. По тоа се препознаваат прилепчани. Да им заблагодариме и на нашите иселеници, иселеничка Македонија, која гласаше за Република Македонија, гласаше за својата држава. И иселениците направија разлика. Им честитам. Почитувани прилепчани, во првиот круг се изнаслушавме на се и се што, но граѓаните во неделата дадоа одговор на сите омаловажувања, на сите обвинувања. Граѓаните се тие што го даваат својот глас на оној во кој има доверба, во кого веруваат. Граѓаните поддржаа јасен концепт, а не празни зборови и конфузии. Сите гласови што ги добивме покажуваат дека сме на вистинскиот пат, дека водиме исправна политика, дека знаеме да се справиме со сите предизвици. Драги прилепчани, секогаш ќе има предизвици, но имаме самодоверба. Вашата доверба нам ни создава самодоверба. Самодоверба да веруваме во иднината на Македонија, да се соочуваме со секој предизвик. Но она што е најбитно, и во неделата покажавме дека имаме чувство за државност, дека знаеме да си ја сакаме сопствената држава Република Македонија. Тоа е чувство кое ни исполнува со ентузијазам, ни дава мотив да се соочуваме со сите проблеми кои постојат меѓу македонските граѓани. Затоа што вашите проблеми, вашите барања се нашите програми. Се што е ветено, се е остварено. И затоа даваме отчет. Отчет за сработеното. Така ја добиваме вашата доверба за повторно да настапиме со нова програма. Македонија не се сака само со празни зборови, со празни ветувања. Македонија се сака со дела. Тоа што го видовме во неделата ни дава верба дека во Македонија се успева, дека во Македонија секој има можност да успее. Таа верба не мотивира и не инспирира за поголеми успеси и поголем просперитет на секој граѓанин во Република Македонија. И за мене, и за владиниот тим предводен од Груевски, нема одмарање, има интензивно темпо. Така се работи за интересите на граѓаните на Република Македонија. Така се создаваат поволни услови во Македонија. Но видовме во минатото што значи да се има соработка. Соработка меѓу председателот, меѓу премиерот, меѓу пратениците, соработка со градоначалникот. Имавме извонредна соработка во изминатите 5 години со вашиот градоначалник. Често го посетував Прилеп. И затоа успеавме да ја вратиме касарната во Прилеп. Професионалните војници да не патуваат, да бидат блиску до своите. Покажавме дека Македонија
се сака не само со дела, туку со посветеност. И граѓаните знаат да направат разлика кои се честни, кои се трудолюбиви, кои се искрени. Има уште многу работа. Многу треба се работи. Многу работи се испуштени во минатото. Мораме сето тоа да го надокнадиме. Затоа ни треба поддршка. Поддршка за континуитет, да продолжиме заедно, да соработуваат сите институции во Македонија, да работат за доброто на сите граѓани во Македонија. Покажавме дека Македонија може да има успешна надворешна политика. Како и досега, така и понатаму ќе останеме цврсто на нашите принципи. Ќе продолжиме да ги браниме нашите суштински национални интереси. Но секој пат покажуваме дека сме и конструктивни. Знаеме да преземаме обврски и да ги исполниме обврските. Затоа сведочат и 5 позитивни извештаи од Европската комисија и 5 препораки за почеток за членство во Европската унија. Но знаеме јасно и гласно да побараме исполнување на обврските кои другите ги имаат спрема нас. Исправноста на нашите политики е призната. Тука не сме субјективни. Затоа тоа го имаме во пресудата на Меѓународниот суд во Хаг. Тој покажа дека водиме исправна политика. Ние сме и ќе останеме на страната на меѓународното право и на меѓународните принципи. Ние говориме со јазикот на 21. век, со аргументите на универзалните човекови права, правото на самоидентификација и на човечко достоинство. Затоа нашите пораки се слушнати. Затоа е зголемен угледот на Македонија. Затоа и не почитуваат. Така се зголемува довербата во нашата држава. Довербата во државата, довербата во институциите, во економските политики, во правната сигурност. Тоа е она што ги привлекува странските инвеститори да доаѓаат во Македонија. Покажавме дека знаеме како да ја градиме Македонија како економски успешна и развиена држава. Држава во која има нови странски инвестиции, нови фабрики кои отвараат нови работни места. Покажавме дека знаеме да ја создадаме Македонија како напредна земјоделска земја. Затоа се зголемуваат субвенциите за земјоделците. Затоа се отварат нови пазари за македонските производи. Ете така ја градиме Македонија. Напорната работа дава резултати. Има резултати што се гледаат, што се видливи резултати. Во нашата земја од ден на ден се подобро и подобро се живее. Но тоа е резултат на вашата доверба. Вашата доверба во тимот кој носи победи и успеси. Имаме многу предизвици. Затоа не е седно кој ќе биде председател, кој ќе ја представува и како ќе ја представува Република Македонија, кој ќе ги штити и како ќе ги штити националните интереси. Станува збор за нашата држава Македонија и тука нема простор за импровизации и нема простор за експерименти. Ни треба континуитет, ни треба стабилност, ни требаат проверени луѓе. Вие ме знаете во изминатите 5 години како се работев и како се борев за интересите на Македонија. Доколку ја добијам вашата доверба, ќе продолжам со ист интензитет. Секаде кај што е потребно, секаде кај што се збори за Македонија, секаде каде се презема нешто за Македонија. Затоа ја барам вашата поддршка да продолжиме заедно да создаваме нови услови за нови работни места, за подобар живот на сите во Македонија. Да се градат фабрики низ Македонија, да се градат автопатишта, да се градат и болници и училишта, и нови факултети, да се подобрува животот на секаде во Македонија.
Вашиот глас за мене, вашиот глас за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е глас за економски развој и просперитет, за постојани реформи, за напорна работа, за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Драги прилепчани, пред 5 години во првиот круг на претседателските избори во Прилеп излегле да гласаат 61% од избирачите. Овој пат во неделата Прилеп се надмина себе си со над 70% излезност. За во вториот круг да излеземе уште помасовно. На 27 април да имаме двојна победа. Да имаме победа на парламентарните избори и на претседателските избори. Излезете масовно на 27 април да направиме уште поголема разлика. Тоа ни е потребно за ефикасно да ги исполниме сите задачи кои вие ни ги поставивте, сите ваши барања кои се во нашите програми. Ни треба ефикасна влада и успешна соработка меѓу сите институции, за да ја развиваме уште повеќе Република Македонија. Очекувам и изборите на 27 да бидат фер, да бидат демократски, да бидат во демократска атмосфера како што и прилега на Европска Македонија. Да имаме одговорен однос сите кои учествуваме во изборниот процес. Со вака спроведени фер, демократски и слободни избори, сите ќе бидеме победници. На овие избори Македонија ќе биде најголемиот победник. Ви посакувам предстојните великденски празници да ги поминете во семејна хармонија, да ги поминете заедно со вашите семејства. Посакувам великденските празници да ги поминеме достоинствено. Ви посакувам многу здравје, многу радост, многу среќа, као што се посакува пред секој празник. Да сте живи и здрави, да живее Прилеп, да живее Република Македонија!